длабоки византиски влијанија, творење на старословенски за време на СФРЈ, видеоматеријали фрлени во бункер, дарк вейв со традиционален македонски фолклор, преплет низ ортодоксијата. Секако дека говориме за еден од најконтроверзните македонски бендови, Мизар. На арапски, звезда на надежта. Иако метафизичкото значење на зборот представува нешто мало, во нашиот крај секој еден мора да е свесен за големината на овој состав, сите негови падови, врвови и откровенија. Говориме вечерва со Гораст Чаповски, Мизар. Добро, значи, сега одиме со Маја Создановска фидбек. Идеме! Маја екипо! Добар ден. Добар ден, Мија, здраво. Здраво, здраво. Ви благодарам што сте денеска со нас во Hitmaker. Огромна чест имам што седам денеска до вас, да ве представиме и на поголемата јавност. Вие сте Гораст Чаповски, единствениот постојан член на Мизар, исклучително култна група за нашата држава. И многу ми е драго што денеска ќе разговараме за теми што сите не интересираат, верувам. Па ќе започнам со нешто што мене лично ме интересира. Една од моите најомилени песни е Почесна стрелба од Мизар. Ме интересира како токму настана таа песна, како настана музиката, како е. Па добро, тоа е 2001 нега, 2002 албумот излезе ко обновбави на 2004.
Фактички бендот 91 се растури еднаш, 92. Да. Секој отиде на разни, после двата албума ги издадовме, Мизар првиот 88 и Sweet Dreams. Да. После секој на своја страна отиде, ја во Австралија, отиде во вамо тамо. Ја од 2001 пак се собравме и некој имаше идеја пак реunion да направиме првата македонска стрелба со сите пејачи, тогаш Ристо Вартев да биде, Така. и Таневски, и Трајковски. И како испадна, вака испадна и дај да направиме нова песна. Ја имав една идеја од Кисмет, мојата претходна група што ми беше, Извор се викаше. Што е еднакво значајно да напоменаме. Извор имаше, па после Владко ја има, Владко Каевски заедно музиката ја направивме, Горан Трајковски текстот и така настана почесна. Целта беше да се врати бендот и универзално ово Кале направивме еден концерт. И тоа беше огромен камбек. Да, и тогаш со Горан Трајковски спадна и со таа постава Комно Бавина. Прекрасно, супер. Вашиот состав, како и сите состави значајни, претрпеа големи промени, но вие си останавте од почеток до крај, што е резултат на еден огромен уметник, морам да признам. Но во текот на целата кариера имате и интересни контроверзни случувања. Да. Би сакала да напоменам една случка при снимање на 100 песната, да, 85-та година. За време на СФРЈ имате снимано интересни некои случки, палење крстови, некои работи што се тотално несвојствени за тоа време. За денешно време. Па и за денешно, да. И не, за денешно све е дозволено. све е дозволено, секако. Во тоа време другачие. Да, али таа ексцентричност во тоа време, верувам дека не било сеедно кога дошле и цел снимен материјал би го фрлиле во бункер. Да, тоа беше првен, морам да кажам, бендот поминува, првен свиревме во социјализам. Да. После свиревме во швейцарски капитализам 90-ти. Швейцарско беа новите држави. Па после божен капитализам, после неолиберален, колонијален капитализам, така во тој аспект ако го гледаш бендот, што можам да кажам, тоа се 4 системи, не знам колку држави. Да. Во тоа време, мислам, не беше баш некој тоталитарен систем Југославија, сега да не претеруваме. Ама Стереовизија од Загреб, тоа идеја беше, имаше една емисија, се викаше Стереовизија, на радио телевизија Загреб во тоа време. И они дојдаа со опрема, со све. Ние демо снимка уште не немавме, албум тоа 85-та беше. Васил Христов беше режисер на спотот, сега е театарски режисер. Све имаше крстови такви работи, сега не дека е нешто. Ама гледаш некој се јавил од партија, од вамо таму глупости и никогаш ще се појави тоа. Да, луѓе не разбираат дека никогаш уметноста има личен израз, не мора да значи нешто. Па добро, тогаш тоа беше од партија забрането, валјда не знаме веќе дубна, веќе имаше либерални ветри што веќе 85-86, ама уште ден денес има цензура, например, не е дека нема цензура. Не можеш што сакаш да кажеш, можеш да кажеш, не можеш. Одма ќе ти исечат на Facebook, на Twitter, на Instagram, на све тоа, гледаме каква цензура. Да. Имаше така што не е нешто од тоа време се ќе ти кажа и може не знам и каков спот, па не смееш ова, не смееш ова, све така што цензура од секојаш постоела и ќе постои. Како беше во тие времиња да се има големо византиско влијание врз музиката, да се твори на старословенски? Ама не беше, ние само наша цел беше цел живот од мали концепт на целиот бенд беше на целиот тој круг да свириме источна рок музика. Да. Значи огромно Зепелин слушај, што имаат Лед Зепелин влијание, имаат фолк, англиски фолк, така? Да. Така. Ние имаме македонски фолк, балкански. Апсолутно. Не македонски, балкански. Да бидеме попрецизни. Имаат госпел, ритам и блуз. Имаат. Што имаме ние? Црковно пеење, старословенско. Да. Тоа е. Што употребуваме, што е новоста? Електрична гитара, бубњеви, бука. Тоа беше. Ортодоксија и рок. Рок музиката сепак е најголема, како да кажам, најголем бум во 20 век. Тоа кој сака да каже, ама тоа беше 20 век, војните, прва, втора светска војна,
Хладната војна, све и рок музиката го обележија 20 век, тоа е факт. Така што наша цел беше тоа да го свириме. Да, и еве сега да има таа фузија, истото. Истото. Од ритам и блуз, факт дека е супер, ама сепак нашиот тој дел што е фолковот е поблизок за нас. И тие се тие форми, ако ние не го правевме тоа први, тоа и Леписол го правеа, и многу Тодор Скаловски, Живко Фирфов. Така е, но вие го правите на еден свој dark wave варијанта, на свој dark wave начин, да. Супер, многу ми е драго што го слушам ова од вас. Да, Душко Димитровски, например, он ни беше, што беше директор на танец, мажот на Вања Лазарова, он ни беше наш ментор музички. Да. Така, они беа со типи Живко Фирфов, со тие беа они патот на сите нас ни го отворија, да што да правиме, како да правиме, сепак. Да се една традиција да се продолжи. Така е. Но вие лично какво влијание сметате дека имате врз музиката во Македонија? Што е тоа што ве предизвикува да творите вакви нешта, да оставите позади себе и на кој начин ги создавате мелодиите, како ви доаѓаат? Секако, мислам, тоа под влијание на одредени работи, секогаш ја мислам, тоа што е оригинално, друго е автентика, оригинално ништо не е кој го измисли Цедур. Сепак ние која правиме, знаеш што е глупави, мислам. Пикасо, кој што кажал, талентираните имаат влијание, гениалците крадат, дека се зафркава малце, ама сепак, знаеш, под влијание на одредени бендови, на одредени струи, на одредена музика, така најнаш ми доаѓа од бендот. Да, а македонски сега, например, влијание? слушам фински музики, такви шведски, мрдруни, такви. Метал малце се навратив, така што и тоа така е. И плюс тимска работа е бендот, музика од многу, ние заедно правиме аранжмани, све углавно. Да. Секогаш, секој албум и секоја песна било тимска работа во овој бенд. Супер, одлично. Најдоброто и на крај крајот македонците се многу талентирани народ за уметност. Тоа што не знам што да кажат поеќе. Вистина. И треба, тоа ни е едно најаките страни уопште во оваа земја. Не знам дали се свесни, ама очигледно ќе се свестат некој ден. Да, и ние сме многу дотичните. Така е. Господа. Затоа се трудиме преку вакви емисии, преку вакви гости да покажеме што имаме. И да сме свесни дека ова ќе остане еден ден како еден запис. Да. Да се свесни луѓето и од каде доаѓаат вашите инспирации, кој ви помогнал во кариерата, чии влијанија носите со себе. И благодарам за овој прекрасен разговор. Фала многу. И беше уживанција. И благодарам за вниманието во овие 10 минути низ разговорот кој што го имавме. Би сакала да изразам огромна благодарност до сите оние кои директно ја поддржуваат оваа емисија, со цел да се задржи македонската култура и сева на кое што македонските артисти го оставиле позади себе. Благодарност до Зорица Николова, која што се грижи за изгледот во нашата емисија. Се гледаме во наредна прилика. А сега ќе го слушнеме Торзо, некогашниот пејач на Хармосини и Низар, во изведба на песната Силно светнал ден со безвременските стихови на Кочо Раци. Над Карпов крв се мие, витамината пие. Силно светнал ден, силно светнал ден. А сега го слушаме Даниел Дан со една свежа, разиграна и динамична песна. Нон-стоп стрес. Следува еден нежен и мил глас кој секогаш знае да допре. Тања Тас со песната Лакмус. Секој збор, секој лик, се што зрачи со истина. Она што најдобро го знае.
сега, легендарните рок агресори со песната Човек, а полот звер. Ja sam čovek, a pola zver. 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 А сега ќе слушнеме песна која зборува за љубовта. За љубовта и надежда. Тоа е текст на Игор Џамбазов во изведба на Ламбе Алабаковски. Остани. Ostani i duša i telo otvori mi. Ostani, našite sništa ostvari gi. Ostani, usni do zori dopremi. Ja si ti, sve drugo se лихови небитни. После 25 години Фројд е повторно жив во изведба на Кали. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлив. Кажи, зашто ли мајка ти те храни? Предок примерок си ти. Само за во витрина да те чувам. Темјено ке да те гледам, да воздивнувам. Фројд е жив. А сега следуваат нови дечки со песната Алиби. Нови дечки. Повеќе не сака, да ви догоре качествено горе, таму никој не гледа. Се пари не да таму горе, трава, ламу, аве. Некој може да не види. Кој? Вече има ливи. Нови дечки. Што не заготвени марши се отвори и бори против сите да ги затвори. А кој ќе плюкне информација? Знат на папуча ке гради не е проблем за пари. А ние само сме дежурливи номици за се. Ние криви сме за врски што пропаднале, а дишкала се им че идем дом. Си игра трасипан телефон. Не сум крив за неа, ако не си доволно жив и доволно див. И ако се достатно примига, за да сватиш што се ми не достига. А за тебе се премногу и 2-3 мега, за да нападнеш со она што не ти не достига. Люди, знаеш да ти си ми сонце моје, бе, што веруваш на тук поступен? Напад по напад, тоа нема врска, тоа е дел од работата. Чекај малку, извинем, подпишете на кавадарце, чекај се вратам. Некој може да не види. Вечерва сам јас со Верни, ливи. Велици мирни риби. Некој може да не види. Вечерва сам јас и ти. Вече имаме алиби. Нови дечки. А сега ги следиме нашите Пеперминт со една ептен шизичка нумера. Каде бака сама?
Каде вака, сама си тргнала и баш сега ли најдов да те сретнам? Дали ти се расипа колата, нема никој жив околу нас. Реков ајде да ти помогнам, другарутво, неволја се познава, имам вода флаширана, имаш коса исфенирана. Каде вака сама во пижама, 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 каде вака. Сакаш проза или поезија? И баш сега ли најдов да те сретнам? Дали ти се расипа колата, нема никој жив околу нас. Ако си гладна, негде да те однесам, другарутво, неволја се познава, имам вода флаширана, имаш коса исфенирана. Во пижама, во пижама, каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама, во пижама, каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама, во пижама, каде вака сама 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 во пижама, во пижама, каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама, во пижама, каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама, во пижама, каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама, во пижама, каде вака. Roma non basta una vita, ogni pietra custodisce un segreto, ogni tramonto una preghiera infinita. Cammini e il tempo si ferma a guardarti tra i silenzi antichi e le voci dei santi. Roma. Како да сум се вратил дома, како да сум бил овде претходно, небитно. Италија. Не случајно се римува со магија. Дизниленд за очите, поетична ко на Тарковски филмовите. Ciao bella, un espresso, per favore, con un raggio di sole e un tocco d'amore. Ciao bella! Моментално сме во Матера, град стар 7000 години и тука ѕидовите како се уште да шепотат антички тајни. Пајде да видиме што ни крие овој град. Идеме! Ој ти Стопане, засветли со древни светлини, истерај црни сеништа, да домот е твој, не да ве секој овде да преспива, да сади шарени цветови, изорај бавча зелена, изгради кров до небеса и остави сонце да ти барби чергата. Нашето патување го пронајдовме Марко од Италија. Оваа прекрасна личност која што ни овозможи да научиме како да свириме на инструменти, иако ние не сме музичари. И што е многу интересно, свиревме на детски играчки, на канти,
така да ја преку него дознав и осознав дека секој човек може да се изрази музички. Марко, welcome to our show! So, well, when I was 13 years old, my father bought a guitar for me. It was a present for my birthday. And I was really, really amazed by look at my father and my brother playing, because my father he used to play guitar, and my brother as well, he used to play bass guitar. So I was looking at them and I really wanted to join this party, you know, in the house. And then suddenly my father, when I was 13, he bought me a guitar because I started to play some classic guitar at home. And then from that point of my life, the journey started. I just, I don't know how to say in English, we say in Italian, I am autodidatta, so I learned by myself. How do you think that the music shaped the society? Society Because in for general. me, musicians have saved my life. When I'm down, I'm listening to some artists, and the music literally saved my life. I think in this way, like, I mean, music is just spreading a message with another language which is different than words. But it's a language that touch not only your brain but also your feelings, your heart. So I think that there are a couple of good things about music. One of them is for sure that it doesn't make you feel alone. You know, when you listen to a song and you think, oh, I really relate to that, so you don't feel alone in the world. And also, it's just a really like community maker element. I don't know how to say that. So in this way, can shape society, like can show you that we can cooperate all together, even if we are different. So in this way, I think. What is your favorite song? My favorite song? Yes. Wow. Well, as you know, it changes every time. It depends on the mood of your life. Right now, it's been a while that I consider my favorite song as an Italian song by Niccolò Fabi, which is an Italian songwriter. It's called Lasciarsi un giorno a Roma, which means to break up one day in Rome. Okay. The song is really emotional, but really also, I don't know, authentic for some reasons. I really recommend it to hear it. It's so nice. Yes. Сика видела Македонија ќе ја чуеме. Marco, grazie for your time, for your energy. Tell something to the people in Macedonia. I cannot speak your language, I'm so sorry, but I hope to visit your country very soon. Invite me, please. You're invited to come and to play with your band. Okay, of course. So, thank you. Жената која што со години сме ја гледале зад диџеј пултот, овој пат ќе имаме можност да слушнеме и како за прв пат пее. Тоа е Сонја Исмаил со нејзината песна Суд. Sve što imaš za sebe je samo svoj odzbor, samo svoj odzbor. Slep si dušu, slep si udih, zaslapen zlo, pod noze gubiš tlo. Sve što davaš, dobivaš, sve što preživaš, sam odgovaraš. Sve što ne možemo nije da razborimo sve to blago gleda me son. Sve
караш. Само што не можеме ние да разбереме сето тоа го гледаме сон. Не си сам, туку се самотија вечна и ние не сме приказна ниту почетна ни конечна. Само што не можеме ние да разбереме сето тоа го гледаме сон. А сега патуваме во времето со песната Временска машина од Нокаут. А одиме во временска машина заедно со Нокаут, бебе. Нокаут! Се што ќе рече, во црна кутија става, што ќе види, го крадам да и го давам се што сака и правам да ја задовола. Ајде бере, а тоа сака, живот забавта треска, пуна имидж, од 70 и женска, секси штикла, брилјантивна и јака шпинка. Фала ви дечки на сите, фала ви вас, Аква девојки и фала на ова прекрасно местенце наречено Бавча Пулхаус. А сега пуштаме една вистинска аудиовизуелна авантура. Тоа е Елф со песната Фосил.
те остави предолго жив. Се ми стил и биди очаен со стивот последен. Не си сам покрај тебе и други газам. Немам жал и гледам траки, некој те допирал. Изумрен вид, веќе си посео длабоко доле под земја си. Изумрен вид, веќе си посео намени пак за милион години. Изумрен вид, веќе си посео длабоко доле под земја си. Изумрен вид, веќе си посео намени пак